Добар ден, вести на Канал Визија. Прилеп наскоро ќе добие природен газ. Гасификацијата паралелно ќе започне и во компаниите и во домаќинствата. Денеска се одбележуваат 104 години од смртта на големиот македонски херој, револуционер и борец за слободна и суверена Македонија Пере Наумов Тошев. По тој повод делегација на локалната власт на чело со градоначалникот Маријан Ристевски, положувајќи свежо цвеќе, уште еднаш му одаде почит на овој великан на македонската револуционерна борба. На денешен ден исто така македонската нација се потсетува на уште еден апостол на македонската револуционерна организација кој загина на 4 мај 1903 година во битката во селото Баница, Гоце Делчев. На денешен ден, 4 мај, се навршуваат 113 години од убиството на Гоце Делчев во селото Баница, Егејска Македонија. Тоа е и денот кога општинското основно училиште Гоце Делчев ги организира своите традиционални училишни смотри, со што го одбележува и својот патрон. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е од Прилеп и ја продолжува хуманитарната мисија. Денеска група жени членки на организацијата беа во посета и доставија донации во домот за стари лица Киро Крстевски Платник и едно семејство од населбата Тризла. Во клубот на пензионери Гоце Делчев во населбата Марино Мало денеска се одржа традиционалната свеченост по повод одбележувањето на патрониот празник на клубот, кој годинава се совпадна и со најголемиот христијански празник Великден. На прославата меѓу пензионерите покрај градоначалникот Маријан Ристевски присуствуваа и пратениците Ане Лашковска и Димитар Стевананџија. По триумфот против работнички ракометарите на Прилеп го совлада и Охридскиот состав, кој важи за сериозен конкурент за излез во Европа сезонава во машката ракометна Суперлига. Состав кој против Прилепчани имаше и убедливо водство, но на крајот загуби со 2 гола разлика. Конечниот резултат 26-24, полувреме 11:11. Прилепските ракометари успеа да надополнат голема негатива во текот на надпреварот и на крајот да стигнат до победа. Во следното коло Прилеп гостува кај актуелниот шампион Вардар. Почитувани гледачи, ги следевте вестите на програмата на Канал Визија. Имајте пријатен ден.